БРТ системот ќе го подобри транспортот и во општина Бутел. Зборувавме овие денови за БРТ линијата. Има две линии, а Бутел ќе биде опфатен со линијата Север-Исток, изјави денеска кандидатката за градоначалничка на Скопје од СДСМ Каја Шукова. И конечно, Бутел ќе биде опфатен со една линија која што ќе ги поврзува двата делови на градот, меѓутоа секако и со автобуски линии ќе го поврзува Бутел кон централната линија. Ви благодарам. Оливера Ливринич, кандидатка за градоначалничка на Бутел, порача дека граѓаните на Бутел и цело Скопје не се бројки, туку тие се партнери и нивна сила. Планираме воведување на две клучни линии, би рекла, за Бутел. Со едната сакаме да го поврзаме Радишани преку Визбегово со Карпош, а со втората Радишани преку Железара со аеродром. Во општина Чаир денеска кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски представни крупни инфраструктурни проекти кои имаат за цел да го решат хроничниот сообраќаен хаос и да обезбедат подобри услови за граѓаните. Тој нагласи дека овие проекти се дел од неговата визија за рамномерен развој на градот. Каде ќе представиме неколку крупни проекти што ќе донесат суштински промени во секојдневието на граѓаните овде. Првиот и најзначаен проект за оваа општина е изградбата на булеварот Цветан Димов. По години одлагање, конечно ќе се започне после изборите со реализација на овој проект, кој представува главна сообраќајна артерија што го поврзува Чаир со центарот на главниот град. Ова е улица на срамот. Се наоѓаме во населбата Козле, која е една од најубавите населби не само во Карпуш, туку и во градот Скопје. Овде поставивме атмосферска канализација, бидејќи ова беше единствената улица без атмосферска канализација и ова улица денеска не е реконструирана и денеска имаме вакви кратери и вакви езера благодарение на Христијан Мицковски и Александар Николовски со неговите пријатели. Општината не смее да биде макотрпна обврска. Општината мора да биде услуга на еден клик. Затоа ќе ја воведам апликацијата Мој Карпаш, која ќе представува дигитален сервис преку кој граѓаните ќе може да пријавуваат проблеми, да поднесат барања, да добијат одговор. Преку апликацијата ќе можеш да сликаш искршена клупа, запуштена шахта или оштетена инфраструктура. Голем ден за Ѓорче Петров. Улицата Социјалистичка Зора е поврзана со улицата Сремски фронт. Поврзавме две населени места во општината, местната заедница Мирче Ацев и местната заедница Дексион. Изградивме нова комуникацијска врска, изградивме нови пешачки патеки од двете страни на улицата, ново улично осветлување, нова линија на атмосферската канализација. Во следните 4 години ќе реализираме проекти кои директно ќе го подобрат секојдневието на граѓаните. Најзначајниот проект е изградба на целосно нова детска градинка со капацитет за 160 деца. Инвестиција која ќе обезбеди на немладите современи услови и ќе им го олесни секојдневието на родителите. Покрај тоа ќе го уредиме и каналот кој со години представува проблем за жителите. Изградиме фекална канализација со што конечно ќе се реши едно од најголемите комунални прашања. Првата порака сакам да ја упатам на семејствата кои што купиле станови во тие дивоградби. Дека они ги потрошиле сите своји животни заштеви за да си обезбедат кров над глава. Дека тие нема да бидат жртва на овој процес. Дека ќе се најде начин како тие да ги добијат соодветните документи и да се легализираат. Приказните што ги слушам од граѓаните секој ден се страхотни. Има една голема дивоградба овде во Серава, која што е парадигма на лошото и криминално владење. Особено ме радува фактот што ова година пензионерите добија конкретна подршка од влада, вклучувајќи и зголемување на пензиите. Од 1 октомври е реализирано последното зголемување, а со зголемувањето што следи во март, ова представува дополнителна подршка од 7.000 денари, значаен чекор кон економска сигурност на нашите сограѓани. Сакам да потенцирам дека и мојата изборна програма не става грижата за пензионерите како приоритет.